ова фраза, од која што произлегува и познатата друга фраза, братска дружина или дружина на браке, или не знам како да го преведеме тоа, Band of Brothers, е од Шекспир. Популарна е денес, особено во воената терминологија, и во таков контекст е и кажана, всушност. До нас доаѓа преку историската драма на Шекспир, Хенри Пети, а е кажано од самиот Хенри Пети. И тоа пред една многу важна, клучна битка меѓу Англија и Франција на почетокот на 15-тиот век, во која мали били изгледите англичаните да победат. Хенри на располагање имал повеќе војска од селани, аристокрацијата, тоа е рицарите, витезите, не били вклучени. Тие го не гледале можност дека ќе победат, затоа си останале дома. Војската со која располагал Хенри била деморализирана, изморена, истоштена од марширање, долги маршеви, дождови, епидемии и обезхрабрена, зашто од друга страна француската армија била многу побројна, многу повооружена. Така да сите очекувале катастрофален исход. И кралот Хенри решил, обличен во обична воена облека, да отиде меѓу војниците, им дал фер предлог, им рекол, ако некој се плаши и не сака да учества, слободен да си оди. Дури и понудил покривање на патните трошоци, ако некој нема пари да си оди. И потоа доаѓа тој драматичен ефект, им вели, а оние што ќе останат, ќе треба да војуваат како братска дружина. И како такви, со тоа охрабрување и победуваат. И го вртат текот на околностите. Од тука натаму веќе после таа битка французите секој понатаму се чувствуваат инфериорни на тамошните битки и дури нели и губат дел од територијата. И така оваа фраза братска дружина станува синоним за војници кои треба заедно да поминат низ тешки битки. Потоа е во историски роман од еден историчар тоа преточено, пак како под наслов Братска дружина, и дури серија имаше по таа книга пред 20 година, воена серија, бела дека била најдобрата на сите времиња. Зошто кажувам тоа? Зашто метафората говори за неопходност од сплотеност во битките. Така се добиваат битките, кога се војуваат меѓу сплотени војници. А и меѓу другото, ние имаме наша Шекспирова верзија, не знам дали се уште се учи тоа во школа, но кога бев на деца имаше лектира Дружината братско стегло од Јован Стрезовски. И идејата беше едно друштво момчиња, нивното друштво го крстија братско стегло, зашто така требаш да покажат дека како гранки на едно стебло сплотени можат да ги победуваат предизвиците во животот. Го кажам ова зашто учениците во овој момент кога Христос се моли за нив се како тие малкумината, една братска дружина. Не беа како во Шекспир срекните малкумина, зашто беа уплашени, беа разочарани, беа збунети од се она што го гледат, од тоа што доаѓа. И во таа обезхрабреност Христос ги охрабрува во молитвата. И потенцира во неговата молитва и во овој дел за учениците и посебно во делот што ќе следи после 19-тиот стих за Вселенската црква. Тоа е единство кој треба да го имат. Примерот на единството што го покажува Светата Троица да биде живеан од Христовите, оние што му припаѓаат. Единство и посветеност. Овие 11 малкумина, збунети, уплашени,
ќе треба да војуваат против тежок противник, а за тоа е потребно единство и посветеност. Тоа се нештата за кои што Христос се моли и за разлика од останатите братски дружни човечки во кои луѓето да вложуваат напори и они треба да го постигнат, единството меѓу учениците, единството во црквата е осигурено во Христос. Тој се молеше и тој го обезбедува тоа единство. Имаме гаранција за тоа единство. Две се основните, главни, така да кажеме, пунктови за кои се моли Христос: зачувување. Тоа е основното за кое да бидат запазени, зачувани. Зачувани во единство, зачувани од светот, од опасностите во светот и зачувани како свети или посветени во светот. Во школските примери за хомилетика, тоа е за проповед, има шаблон кој треба да се следи: увод, 3 точки и заклучок. Јас имам подточки. Немам точки, многу подточки, зашто така се движи оваа молитва. Како да е распрчена, меѓутоа е во една целосна хармонија. Создава една усогласена симфонија. Ајде да видиме прво за во еден дел се овие вакво двата дела. Ај, 2 точки да кажеме, зашто ако треба да има точки, 2 главни точки, или зачувување во светот. И гледате клучниот збор кој се повторува и ќе продолжи да се повторува и понатаму е пазев, запази, зачував. Се повторува колку 4 пати, мислам, во овој прв дел од молитвата и всушност ја дават основата за нашата гаранција. Гаранцијата дека навистина ќе бидеме зачувани. Сигурност има ова молитва. Зашто и самите зборчиња, 2 синонимни зборчиња користи Христос. Едното зборче 3 пати го повторува во 11, еднаш во 12 и во 15 стих, а другото зборче само во 12 стих. Првото зборче, кој се повторува 3 пати, или терео, значи да внимаваш многу на нешто, да чуваш нешто. Или ние имаме наш идиом: 4 очи да отвориш. Така, не, да се посветиш. И го моли всушност Христос Отецот да отвори 4 очи над нас, да не чува. Како зеницата, што се чува во око. А вториот збор, Христос го користи за себе кога вели: додека бев со они во светот, јас ги пазев. И тука, нели, оно, или отворив 4 очи, ги чував. И потоа второто зборче, она што се користи овде, дека повторно силно зборче, ги зачував, фоласу, што значи, или тоа зборче е да му бидеш некому чувар, телохранител, обезбедување. Ги зачував како добар обезбедувач на моите ученици или на твоите, оние што ти ми ги даде. Така да, поентата овдека е сигурноста. Силните, интензивните зборови што ги користи Христос говорат за една сигурност. Ние сме дадени на чување на Отецот и Синот. Синот вели: и ти ми ги даде, ги зачував, ниту еден не загубив, и сега се враќам кај тебе и тебе те ги предавам. Ти да ги чуваш, ти да ги гледаш, да внимаваш на нив. И другата гаранција, која, нели, не осигурува, е во што да бидеме зачувани. И 2 пати се повторува фразата: во Твоето име. Нели, зачувај ги или чувај ги, запази ги во Твоето име. А пак во 12 стих вели: јас ги пазев во Твоето име. Неколку пати веќе повторивме, сигурно знаете, кога се каже Твоето име, тоа е идиом семитски за да се означи личноста, битието, се оно што ја прави една личност. Да бидат зачувани во тебе, во она што си ти. И тука е вклучено се она што го прави Бог да биде Бог. Неговото битие, неговата
мок, карактер, љубов во тоа да бидат зачувани. Тоест, како гаранција за нашето зачувување стои Бог со својата божественост, со својата мок, со својата власт. И не само што е дадено тоа, или ова фраза е дадена во контекст на Отецот, туку Христос вели додека јас бев тука со нив, и јас ги запазив или ги чував во Твоето име. Пак се повторува Твоето име, со што Христос прави многу јасна аналогија на името на Отецот, во кој што действа и самиот Тој. Тоа е се она што му припаѓа на Отецот, му припаѓа нему. Како што Отецот ги чува во својата божественост, така во божественоста ги чува и Синот. Кога Синот ги чувал, додека бил со нив на земјата, не е исклучен Отецот. Не бил исклучен во сето тоа. И како што сега Синот ги предава на чување на Отецот, Синот нема поднатаму да биде пак исклучен во таа заштита. Или тука има повторување на она што го кажува Христос во 10 глава, кога користи метафората за добриот пастир, и тој таму кажува дека никој не може да не грабне од неговата рака. Неговите се во неговата рака. Изборчето е многу силно грабне, да не извлече, така цврсто не држи, што нема шанси некој да не извади, да не ограби, да не грабне од таму. И потоа продолжува дека и никој не може да не земе од раката на Отецот. Ние сме во раката на Христос и во раката на Отецот во исто време. Тоа се две раце. И се таа двојна заштита, тоа не е како сигурносен вентил, ако едниот откаже, другиот да ја обезбеди сигурност, зашто ни Отецот, ни Синот нема да ни испуштат. Идејата е дека за сигурност. Двојната рака е гаранција за нашата сигурност. Никогаш никој нема да ги грабне. Зашто сме возлюбени со вечна, безусловна љубов. Калвин во овој текст, тука во коментарот, користи една илустрација која тој често сака да ја употребува за кокошката и пилињата. И вели како што во опасност кокошката ги сокрива пилињата под себе, така вели ние сме скриени под Божјата крилја. А таму е топло, таму е удобно, меко е, сигурно е. Една заштита, сигурност во него. И она што друго нели овдека се открива во овие зборчиња е нивното главоско време кое е постојано, непрекинато. Зачувување, зачував, дури она што е во минато време е како продолжено. Јас ги запазив, но тоа продолжува да биде состојба на зачуваност. Што говори за постојаноста. Тој не е некој што сега не чува, а утре решава да не пушти така, на ризик. Да ја тргне заштитата од нас. Зашто тој, како што пееме во 121 псалм, не дреме, не заспива. А денес е популарно да се инсталираат камери, безбедносни системи. Андри многу сака да ставиме камера во дворот. Дури на нашата улица стана правило, ако некој гради нова куќа, со самата градба еднаш се стават инсталациите за камерите. Многу се плашат луѓето, некој да не им направи нешто. И тоа станува нешто како дома кога си ставаш бойлер, така си ставаш и камери. И комшијата доноси има камери, има, нема, ке ми пише на Вибер, комшо, не работат камерите. Викам, комшо, нема струја, не работат камерите. Кој ке ти ја чува сега куќата? Нема струја, нема камера. Краците ке дојдат и ке ти ја украдат. Нема за сигурност во овој свет. Има тука еден случај, кога ја градевме куќата, и една фирма ја градеше карабината по договор, и фирмата си донесе камери.
се ангажира фирма за обезбедување заради алатите таму, да бидат сигурни. И кога заврши карабината, дојде таа фирма за обезбедување да си ги земе, а па јас тоаш почнав да се инсталирам инсталација, облечен во мајсторски алишта, со хилтата во рака, дојде тој што треба да ги тргне камерите од фирмата, и ме помисли за мајстор, електричар, и ми вика, мајсторе, ти ставаш тука кабли, а за камери предвидуваш ли? Викам, газдата ништо не ми кажал. И го потпрашав, добро, еве, вие сте обезбедување, снимате, има ли ефект тоа некаков? Абе, викам, мајстор, да ти кажам право, не, снимаме, даваме диско и полицијата, вишка, ништо не прави со тоа. Вика, ама им ги зијаме парите на богатите. Викам, добро. И сега ме убеди да не ставам кабли за камера. И таа вистината дека не постојат камери што можат да не заштитат. Нема фирма за обезбедување кој може да не заштити. Бог е тој кој што не заспива. На Бог не му треба струја да биде држан во живот. Не му требат камери, неговото око гледа, пишува нели, неговите очи гледат. За да го најдат праведниот, да биде под неговата заштита. Тој нема да дозволи да се помести ногата, да се преплеткам во дењето. Нема да задрме оној кој те пази, нели пишува тој 121 псалм. Не дреме, не спи оној кој го пази Израел, Господ е твој чувар, твој заштитник. И така, тоа е прво кој ни открива текстот, сигурност. Првата подточка. А зашто е молитвата? И таа фраза, двојна фраза, зачувај ги да бидат едно, запази ги во Твоето име, они што си ми ги дал, да бидат едно како што сме и ние. Тоа запазување, и тоа е сега другиот аспект на Божјото име, на името, е врзано со единството. Тоа е, понатаму се моли, Христос, ке видиме во, и овдека, го предав Твоето Слово, на крајот на текстот вели, нели, ги осветив во Словото, им го дадов, освети ги во вестините, така натаму. Рековме, во името е вклучен карактерот, е вклучена Божјата природа. Таму, во него, и тоа ќе стане многу појасно во молитвата за црквата, од 20 стих натаму, единството. Во Христос, во Бог, во него, во неговиот живот се обезбедува тоа единство. Таму, во него, ние сме заштитени, насигурно како пилињата под кокошката, но исто така и сме запазени во единство, за да бидеме едно, да бидеме заедно. Јас им го предав Словото. Кога говориме за карактерот, кога говориме за Божиот живот, кога говориме за Божјата природа, самото битие на Бог, и сето тоа го откриваме, го учиме, го разбираме преку Словото. Христос е живото Слово. Во Словото ние се, така да кажеме, криеме, сокриваме во Бог. Во Словото го имаме тоа општење кој не открива Божјата природа, растеме во познавањето и се повеќе бараме да сме во него. Се повеќе се стремиме да живееме во него. А таму во него ние се соединуваме, се сближуваме, се спојуваме. Во Поговорките 18:10 пишува името на Господ. Името, ова што нели Божјото име што во кого треба да се постигне единството, е кула, цврста кула, тврдина. Ако во неа побегне праведник, безбеден е. Ако побегнеме во Господ или ако се сокриеме во неговото Слово, ние сме безбедни. Ако се оддалечиме од неговото Слово, и најмалку ако се оддалечиме, веќе сме во опасност. Веќе запаѓаме во опасност. Знаете, може би, ајке го појаснам некако така, да се живее во Словото и да се живее без Словото. Знаете, живееме во многу опасно време. Светот се е опасен, сегош се бил опасен. И целта на светот сегош е да внесува илузии, темнина, тоест нереалност. Луѓето да живеат во еден нереален свет, во заблуда да живеат.
денес посебно, ние сме буквално бомбардирани со измами. Се оно што го добиваме и на телевизија, и во филмови, и на социјалните мрежи, сето тоа е форматирано, филтрирано и така е пренесено, така работат тие алгоритми, да не прават функционално се по-неписмени. Тоест, да не можеме да размислуваме. И не сме способни веќе, луѓето не се способни да размислуваат. Она што како деца не учеа на времето, не се голта се што, или не се јада се што лета, сега стана начин на живење, се што лета се голта. И таа информација која што ми се пласира, која не затупува, води до расипаност. Тоа е светот, светот е расипан. И таа расипаност на крајот се манифестира во насилство. Толку се закрвавени луѓето, и то не само во Македонија, во светски рамки. Буквално се излива отров, се излива омраза, се излива ѓубре, се излива. И знаете, тие луѓе што ги изливаат тие ѓубришта на социјалните мрежи, тоа се луѓето кои што некој од нив и се на црква денес. Ке го сретнеме на улица, ке го сретнеме на парк, до тебе може би седи. Го носи детето на градинка. Може би предава во училиште, може би воспитува деца. Тоа е светот, тоа е опасноста во која што живееме денеска. Тие средства за комуникација овозможија таа омраза, таа расипаност во индустријски размери да се шири. И затоа се децата такви какви што се. Имаш информација вчера, билтен полициски, дека во месец мај 192 кривични пријави за семејно насилство има поднесено за еден месец. Тоа се 6 на ден просек. Тоа семејство насилство, семејно насилство, значи дека деца биле злоупотребувани, жени и возрастни луѓе. Тие се тие категории. Нема мажи. Децата, жените и возрастните. И нашите деца растат во таква средина на социјалните мрежи. Затоа не дозволи. Тама опасноста, тоа носи расипаност, тоа носи пропаст. Ке видиме фразата синот, погибелниот син или синот на погибелта. Заштитата е во словото. Не дозволувајте вашите деца да бидат воспитувани од Твитер, ТикТок или... Јас и не знам, ни ТикТок и Твитер немам, но знам дека имат негативни ефекти. Секој ден имаме многу мали деца. Имаме дури веќе колку што имаме и возрасти. Воспитувајте ги во словото. Тоа е најдобрата инвестиција што можете да ја дадете на децата. Така ќе ги зачувате. Кога ќе ги скриете зад името Господово, поучувајќи ги во словото, молејќи се за нив, зашто името Господово е тврдина, заштита од овој свет. Инаку, тоа што се случува, тоа е канибализам, социјален или како да го речеме, виртуелен канибализам. Да, не се јадаме физички, ама кога читаме сето тоа што таа омраза што се шири, да се сотре семето или не знам какви се изрази, тоа е буквално канибализам. Ќе бидеме зачувани, ќе бидеме запазени, ако сме скриени во Господ, во Неговото Слово. Зашто светот во својата расипаност води кон погибел, кон разврат. Зато го нарекува овдека, и таа, нели, синот, овдека е погибелниот син, мислам беше, да, сите ги запазив, никој од нив не погина освен погибелниот син. Или тука фразата погибелниот син, зборот погибел, апелија, значи руина, значи деструкција, рушевина, синот на пропаста. Зашто тоа е карактеристично за светот. Светот растура, светот уништува, светот е деструктивен. И тоа го гледаме се појасно. Социјалните мрежи го откриваат многу јасно тоа денес. Словото е оно што не соединува. Во Словото
сме скриени во Бог, таму во Бог има единство. Ке видиме понатаму и манифестација на радоста, манифестација на љубовта, манифестација на послушноста, исполнување на Божјата воља. И повторно треба да, на што не подсетува молитва, заради што и Христос се моли, е дека сме во опасен свет, опасен е светот. Затоа треба многу внимателно, како што Христос го моли Отецот 4 очи да отвори на нас, ние треба да отвараме 4 очи на нашите деца, 4 очи за нашите животи. Сериозен е противникот, многу е силен. И ако требаше Христос да се моли за нас, така да го моли Отецот, колку повеќе ние треба да се молиме и да внимаваме на сето тоа. Да, нашата сигурност е обезбедена во Христос. Обезбедена е во Светата Троица. Меѓутоа, и треба да се молиме, да копнееме, да внимаваме, зашто живееме во секојдневна, постојана војна. Противникот не одмара. Противникот нема летен одмор, нема викенд, нема празници. Постојано активен. И сака да не уништи, да не растори, да не уништи, да ја фрли, да го фрли неговиот погибел над нас. И така, и потоа продолжува таа молитва за единство која некако треба да премине во една радост. Вели, се враќам кај Отецот и ова му го кажувам на светот, не на светот, би требало да биде, им го кажувам во светот, не го упатува тоа. Тој се моли овдека за учениците на Отецот, не се моли за светот. Никаде во целиот овој текст нема молитва за светот. Не е правилно преведено. Ова им го кажувам на учениците кои ќе останат во светот. Јас се заминувам, се враќам кај Отецот. Бев со нив и сега се... А они остануваат во светот. И сега им го кажувам додека се во светот, зашто ќе останат во светот, да имат во себе мојата полна радост. Овдека, во тие битки со кои ќе се соочуваат, во овој непријателски свет, да имат радост. И тоа, радоста таа да биде полна. Зашто знаеше со што ќе се соочат, знаеше дека ќе го видат распнат на крст, ќе го видат мртов, ќе го видат како го погребуваат. И за тоа се грижи Христос овдека, за тоа се моли. Иако не го очекуваат страдања. Вака напишено или кажено од Христос, јас си одам кај Отецот на поубава, ама они остануваат тука. Не, она кој што го очекува, што тука е страшно. Ќе искуси некакво напуштање, што не можеме да го дефинираме. Синот и Отецот не може да го напушти синот. Тоа се изрази антропоморфизми кои кажуваат за страдање, тешки страдања, за една ужасна состоја на натоварност на гревот во која ќе се најде синот. Но Христос овдека се моли за нив. Таа радост, нивната радост да биде полна. И тука се навраќаме пак на она што веќе го кажа Христос во 15 глава, 10-11 стих, после метафората за лозата и прачките. Ние пребиваме на Христос како лозата, неговите прачки. И таму во таа фраза за полна радост ја кажува во 11 стих. Откако ќе им даде упатство како љубовта да пребива во нив, вели. Ако ги запазите. Ете, повторно таа комбинација на зборчината запазите и живее или пребива. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете или ќе пребива во вас, ќе живее во вас љубовта моја. Како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и љубовта негова останува или живее или пребива во мене. И ове го кажав, да ги пазите моите заповеди, радоста ваша, мојата радост да биде во вас и таа да биде полна. Гледате каква е играта на зборови. Молитвата на Христос кон Отецот е да бидеме запазени во Неговото име. Во Него да бидеме запазени. Тоа значи пред се живот во Словото, послушност во Словото. А ако ја запазиме послушноста, зашто всушност тоа е
животот во Бог. Тоа да бидеме сокриени во Бог. Тоа значи општење во Словото и молитвата, во кој има живот, во кој што има плод, кој Светиот Дух го раѓа во нас. Тој плод се манифестира во нашата послушност. Тој плод го гледаме треба да го гледаме во секојдневниот живот. Го живееме тоа Слово. И ако го живееме тоа Слово, ако го запазиме таа послушност, тогаш љубовта Негова ќе пребива во нас, а љубовта е плод на тоа живење. Плод на Светиот Дух. Нели, во Павле, во Галатјаните, 5 глава, 20 стих, говори за одење во Духот. Чекорење или живење. Кој оди, живее, чекори во послушност на Духот, како плод ќе биде љубовта. Љубовта вклучува радост. И гледа, како да искусиме радост во овој свет. Христос за тоа се моли. Да бидеме зачувани во Него, во послушност на Словото, во кој што ќе се раѓа плод, кој што ќе има радост. И тоа радост во изобилство, полна радост, совршена радост. Значи, суштината на пребивањето всушност во или нашето зачувување во Бог, и тука Христос го користи истиот збор, нели, да ги запазиме заповедите, Неговите заповеди. Истиот збор што го користи овдека, да отвориме 4 очи над заповедите. 4 очи да отвориме, многу да бидеме внимателни на она што е Негова воља. Тоа да го живееме. И тоа ќе роди плод, тоа ќе донесе живот. И тоа ќе не мотивира подобро да го познаваме Него. Кога ќе го искусиме тој плод, кога ќе искусиме радост, кога ќе го живееме тој Негов живот, живеејќи го Словото, воопштење со молитва, Духот, ќе познаваме повеќе Неговата љубов, жртвата и така натаму. И тоа ќе раѓа уште повеќе плод. Во овој свет во кој се многи, во кој живееме. И тоа ќе нас стреми, ќе нас стимулира кон единство. И така се остварува молитвата на Христос. Единство во Неговото име. И сега таа радост во светот не значи дека нема да има конфликт. Не. Ова му го кажувам на светот, или им го кажувам во светот, дека јас им го предадов Твоето Слово, но светот ги замрзе, зашто не сме Негови, не сме на светот. Затоа што сме дезертирале, така да кажеме, од светот. Сме припаѓале на светот. Меѓутоа, бидејќи сме Христови, бидејќи сме Божји, Тој не извлече од светот. И сега сме Негови. И светот не сака, бидејќи не сме на светот, туку на оној кого што светот го мрази, на Бог. Ке води до омраза. И таа омраза ке води до искушенија. Сатаната овдека, зборот да ги запазиш од злото, е дадено како именка, како симо тоа олицетворение, лично стои за тоа, да ги запазиш од лукавиот, од ѓаволот, да ги запазиш. Зашто тој е лукав. Тој има богат арсенал на оружја, како да не искуши. И од тој аспект ние треба да сватиме сериозноста на молитвата на Христос за нас. Знаете, никаде Христос, во целата оваа долга молитва, не се моли за здравие, за учениците или за црквата. Не се моли за храна, да не останеме без храна. Или за убава облека, или за куки, или за коли, или за мебели. Молитвата има чисто духовни димензии. Зашто, и ако останеме еден ден, 2-3 без храна, ништо нема да се случи. Но ако останеме без Неговата заштита, ако останеме надвор од Него, тогаш е опасноста. И тоа треба да го имаме во пред. Не дека не треба да се молиме и за тие материјални потреби. Христос во молитвата со која ги учи учениците внесува таква димензија. Лебот наш насушен. Меѓутоа, основната молитва овдека е духовната потреба. Да бидеме зачувани. И треба да имаме и ние таа свесност. Секој ден да живееме со разбирањето во каков опасен свет живееме и колку ни треба помошта на Бог. Колку ни треба Словото, да се храниме со Него, да го проучуваме. Колку ни треба заедницата,
колку ни треба братската дружина, во која ги носиме товарите, во која се охрабруваме, во која се градиме. Колку е потребно децата секој ден да ги поучуваме во Словото на Бог. Знаете, тој труд не е напразен. Зашто може да дојде ден кога ќе си ги одирате главите во зид, ќе се чудите што се случува. Затоа воспитувајте ги децата. Опасен е овој свет. Заштитата, тврдината во која што ги чуваме безбедни е животот со Господ преку Словото и молитвата. И тоа е, така да кажеме, како еден дел. Зачувување во единство во светот. Вториот дел е некако доминира тука, или основата, зборот што се повторува е светоста. И зборот хагидзо или хагиос, свет збор. Или некои нарекуваат, овој дел го нарекуваат темата или молитвата за одвојувањето од светот. И тоа е така, малку дискутабилна, контроверзна тема. Во црквата уште на почетокот, веќе 4 век, кога станува религија на христијанството, религија на империјата, Римската империја, се појавува монаштвото, како стремеш човек да се одвои од светот. До тој момент имало гонења, мачениците били популарни, учењата или расказите за мачениците, и се наеднаш престанува мачеништвото, христијанството е популарно, и луѓето копнеат некои за мачеништво и воведуваат така наречено бело мачеништво, тоа е монашки живот, кој се осамотуваат и живеат сами во пустините. Из историјата на црквата во сите традиции, па и во протестантски, се јавувале такви пиетистички, да кажем, анабаптистички движни, кои така говорили за одделување, такво физичко, и живење во комуни на христијаните. Па имало и дури она второ ниво, го нарекуваат на одвојување, не само одвојување од светот, туку одвојување од христијани кои не се во нашите очи доволно одвоени од светот. Па има и трето ниво на одвојување, одвојување на оние христијани кои се одвоени од светот и живеат одвоен, меѓутоа не се според нашите доктрини. Така имаме во тој поглед доктринарно одвојување. И одвојување, одиме така се повеќе одвојување. Па одвојување до оние што не се допаѓаат, па социјално одвојување и така натаму. Која е идејата на одвојувањето? Секако, бидејќи самиот Христос вели да не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш. И јас ги праќам во светот. Како што ти ме прати, така и јас ги праќам. Така да во никој случај не стане збор за физичко одвојување. Исто така овдека не се работи, вклучено во известна мера, но не се работи за она наше основно, доминантно разбирање на зборчето осветување, кој што, или сантифицирање, како што во сите англиски преводи што ги видов, така се употребува, како сантификација, тоест она доктрина за нашето осветување или нашето преобразување. По Божјата благодат, ние умираме се повеќе за гревот и се повеќе живееме за правдата, се повеќе се преобразуваме според Христовиот лик, според неговиот карактер, се повеќе се уподобуваме на Христос. И ова не е вистинското, не треба да биде вистинското разбирање, зашто Христос за самиот себе си го употребува истиот овој збор, нели? И за нив јас се посветувам, повторно зборот хагијацо. И сега, кој тој се осветува, тоа значи дека и Христос станува посвет и посвет. И тој се преобразува во светот се повеќе и повеќе, и тоа е ерес. Христос не се осветува, Христос е совршен, а нема потреба да станува посвет. Така да значењето овдека на светоста, и добро е преведен, е она старозаветно значење што го имаме за одделување. Хагијацо зборчето се користи во Септуагинтата во оние случаи во Стариот Завет, кога Господ ги даваше
на Мојсей заповедите за посветување или осветување на предмети за света употреба. И тоа е тоа значење на зборчето овдека светост во смисла на одделеност. Не физичка, но за употреба одделеност. За одделеност на нешто за света употреба, за божествена употреба. Например, кога Бог на Мојсей му каже да го направи шаторот на средбата и му рече сите предмети внатре, олтарот, мебелите, чашите, се што имало таму да биде осветено или посветено на Бог. Со тоа тие предмети не ја променија субстанцата, природата, но беа посветени. И никој не може да се земе чаша да се оди дома, да си пие вода од неја. Таа беше само таму, за света употреба. Одделена за Бог. Беа осветени облеките на Аарон. Тие облеки служеа само кога тој влегуваше таму, во Божјото присуство. Беа тие облеки наменети само за таа богослужбена цел, затоа беа свети. И тука е тоа значење, што го има молитвата, посвети ги. Посвети ги со својата вистина, со словото посвети ги, да бидат твои, да ти припаѓаат твои. Зашто? Како што ти мене ме прати во светот и јас те пратив во светот. Ние сме одделени или зачувани од злиот, од злото и пратени сме во овој свет физички да присуствуваме, при тоа одделени за употреба од страна на Бог, за света употреба. Во Христос, во Него, зачувани, нашиот живот се живее за Него. Нашата служба се пренесува нему. Ние не служиме на светот, ние сме одделени за света употреба. Како што и Христос, вели овдека, беше пратен во светот. Јас се посветувам. Христос беше испратен во светот за определена Божја цел. Таа беше неговата посветеност или одделеност. На крстот да го изработи спасението на учениците, да го изработи нашето спасение и така да ни го даде, да ни ја даде вистината и така во вистината, во оправданието што го имаме, ние да бидеме сега посветени, одделени за Бог, како што тој беше испратен, после неговото заминување, ние да бидеме испратени во светот. Да ја вршиме божествената служба, да ја вршиме неговата воля. И за тоа се моли овдека Христос. Во овој свет да бидеме божественото свето орудие, кој што ќе продолжи службата на Христос. Христос заминува кај Отецот, меѓутоа неговата служба продолжува. Неговата служба продолжува преку учениците и продолжува преку црквата. Ние сме одделени, да, тука е вклучено и преобразувањето, осветувањето и така натаму, меѓутоа првенствено овдека се има предвид нашата служба во светот. Зашто никој на овој непријателски свет во темнина, заблуден во илузии, никој не може да му служи подобро од оној што му припаѓа на Бог, од одделениот за Бог. Зашто никој не може на овој свет да му ја предаде реалноста во заблудите, освен оној што ја знае реалноста, што има вистината. Затоа ни е дадена вистината, ние сме посветени во вистината. Посветени за вистината. И со таа посветеност на вистината ја откриваме вистината во овој свет. Светиме во овој свет. Му служиме на овој свет. Насочени кон една цел. Целта е да ја вршиме Божјата воља. Послушност кон заповедите. Посветеност кон извршување на Божјото дело. И тоа целосна насоченост. Зборчето посветени, значи е строг, значи целосна насоченост. Нема ништо, не гледаш
лево, десно, ништо не ти го одвлекува вниманието, туку целосно посветен како војник кон војната, кон битката. Сум ви ја покажал ова слика на Албрехт Дирер, насловена како Рицарот или како се вика, Витезот, Витезот, смртта и ѓаволот. Гледате, но воин. Тоа е христијанска символика, христијани црта сликата, не се гледа многу јасно. Јава на конј со копија во раката, во целото Божјо оружје, како што е во Ефесијаните. Под него долу има гуштери, змии, тоа се оние ниски страсти, кои се обидуваат да не турнат во грев. Смртта стои предизвикувачки со ова часовникот, песочниот часовник, со што го заплашува, му одминува, доаѓа смртта, му одминува времето. Ѓаволот исто така е страшен со копие. Горе некаде има еден замок, тоа е неговиот замок. Таму се жената, негова сопругата, децата, таму е удобството, креветот. Сите оне нешта кои повторно можат да го одвлечат вниманието од битката. Меѓутоа, неговиот поглед, гледате каков е. Непоколеблив. Гледа само напред, не гледа кон сатаната, не гледа кон смртта, не гледа долу кон тие гадинки, животинки, што се обидуваат да го искат. Не гледа кон замокот, гледа само напред, кон Христос, јава напред, во битка. Тоа е оно за што се моли Христос, посветеност на службата. Посветеноста е во вистината, во Словото. Нема посветување без Божјото Слово кое е вистина. И знаете ли, Словото е тоа што ќе ги формира нашите желби преку Светиот Дух. Словото тоа што ќе ги гради, дефинира нашите приоритети и копнежи. Затоа, како што кажав на почетокот, нашата сигурност е во Словото како нашата тврдина. Излеземе ли од Словото, ние сме веќе во опасност. Да почне светот да не ги формира приоритетите, целите, задачите, копнежите, желбите. Августин вели, ако сакаш да дознаеш каков е некој човек, види му ги копнежите. И тогаш ќе разбереш каде е, кај се наоѓа во неговиот живот. Ако го любиме Христос, ќе го любиме неговото Слово. Тоа Слово ќе ги формира во нас копнежите на Христос. Тој беше посветен, одделен за таа цел, да отиде на крстот, да отиде така како овој витез, непоколеблив, гледајќи само кон тој момент на слава. Таму каде што ќе ги спаси неговите. Сите сме денес зафатени. В такво време живееме. Тоа е најчестата фраза кога се договараме за нешто. Без разлика дали е за гости, дали е за некаква работа, помош. Многу сум зафатен. Живееме во време кое постојано измислува нови технолошки средства кои треба да ни го олеснат животот, а ние пак стануваме позафатени. Јас сеќавам баба ми, 80 години, живеевме во друго време, и кога ќе праша, зошто не доаѓаш да ме посетиш, јас се, баба, многу сум зафатен. И таа ќе кажеше, синче, имате и коли, имате се, и немате пак време, а ние во моето време немавме ништо, и имавме време. Денес пак колку се сменили тие работи. Многу повеќе имаме и многу помалку време. Знаете, лесно стануваме робови на презафатеноста. Но, животот со Христос е неопходност. Словото е неопходност. Секојдневното проучување и молитва е неопходност. Дома да си имате време со вашите деца, со вашето семејство. Главата на семејството е одговорен за тоа да го прави. Така се исполнува Божјата молитва за нас, за заштита во Неговото име и за нашата посветеност. И на крајот на краиштата нашата радост.
Одделени сме од светот и испратени во светот. Христос се посвети за таа цел. Тој се посвети за да можеме ние да се посветиме. Тој отиде на крстот за да бидеме ние осветени преку вистината. Силен е непријателот, меѓутоа Христос го победи на крстот. Или како што Лутер вели, иако овој свет е полн со ѓаволи, што не се закануваат, Бог со неговата вистина триумфира преку нас. И знаете што? На крајот, кога ќе заврши таа битка, ќе носиме белези, ќе носиме лузни, меѓутоа лузни кои што ќе нарадуваат. Како завршува говорот на Хенри V на битката со французите? На крајот вели, бидејќи витезите останале дома, им вели на селаните, господата во Англија, кои сега лежат во своите кревети, ќе се почувствуваат на крајот проколнати, што не биле тука. И, всушност, по широкиот говор вели, и кога ќе се вратиме дома, и кога ќе ги засукате ракавите, и кога ќе ги покажете лузните, тие што не биле овдека, ќе жалат. На небото сите наши солзи ќе бидат избришени, нема да има нито една солза. Ќе носиме, сега метафорички, лузни ќе носиме, ама тие лузни ќе бидат трофеи на чест, на слава. Сегашните лесни времени страдања, вели Павле, носат вечна тежина на славата. Затоа Господ нека ни даде разбирање за важноста на таа битка, разбирање за важноста на таа молитва. И ние да се ја молиме, како што Христос ја молеше за нас. И да ја живееме, да ја практично практикуваме во нашиот живот. И на крајот да не забораваме, идејата на Христос е дружината на братското стебло. Сплотени, носејќи ги товарите еден на друг, бремињата. Еден со друг да се ги зајакнуваме раците што се слаби, колената што се немокни. Оние што се изнемоштени, да ги креваме на грб, да ги носиме. Носете се еден со друг, вели Павле. А пак една од манифестациите на тоа единство е Господовата трпеза, кој што ќе пристапиме на крајот, на кој пак ќе се подсетиме. Тоа е посветувањето на Христос. Тој се посвети, тој беше од Отецот назначен да изврши таа волја негова, да пострада на крстот и тамо да го изработи нашето спасение. Тамо на крстот да не објави за праведни, да не доведе кај Отецот и да живееме во единство во Светата Троица. Тамо заштитени да ја извојуваме победата во овој свет. Бидејќи тој веќе ја обезбедил, бидејќи тој не посветил, тој не осветил, тој не исполнил со благодат. Ни ќе дал сите можни благодатни средства и сето тоа на крстот е изработено. Таму. Се што имаме како благодат, таму. На крстот е изработено. Се должиме таму, на Христовиот крст. Таа е цената што е платена за сите наши благодати, што ги имаме во нашиот христијански живот.